Стојан Андов е роден во Кавадарци на 30 ноември 1935 година. Основно образование и гимназија завршил во родниот град, а дипломирал на економскиот факултет во Скопје и магистрирал на факултетот за политички науки во Белград. Тој е првиот претседател на повеќепартиското собрание на Република Македонија, политичар, економист, публицист и романописец. Сведок и учесник во најголемите настани од поновата македонска историја. Андов извршувал повеќе републички и сојузни општествено-политички функции. Во 3 мандати бил член на Сојузниот извршен совет во Белград, председател на Сојузната комисија и вонреден и ополномоштен амбасадор на тогашната СФРЈ во Ирак. 2 пати бил избран за председател на Советот на општина Кавадарци. Стојан Андов е признаен како политичар од времето на поранешна Југославија, ориентиран кон пазарната економија, искусен политички преговарач во современиот домашен политички амбиент, но и како политичар со меѓународна репутација во преговорите со странските експерти од областа на економијата, политичкиот систем и човековите права. За време на вршењето на многобројните функции, оствари средби со голем број светски политичари и учествуваше на меѓународни настани од голема важност за државата. Председателот на Сојузот на реформските сили на Југославија го назначи за главен координатор во формирањето на Сојузот на реформските сили на Македонија, пошто стана основач и водач на политичката партија Реформски сили Либерална партија. Андов е председател на Либерална партија се до спојувањето со Демократската партија. За председател на Собранието на Социјалистичка република Македонија, Комисијата за прашања на изборите и именувањата го предлага Стојан Андов. На првите повеќепартиски избори е избран за пратеник, а на 8 јануари 1991 година Стојан Андов е избран за председател на првиот парламентарен состав. 3 мандати беше председател на Собранието на Македонија. Тој ги водеше седниците на Собранието со препознатлив стил, остави сопствен печат по кој ќе го паметат и пратениците и граѓаните. Да се гласа. Чекайте да констатираме прво се гласаше, да констатираме резултатите од гласањето. Ви се молам, треба да прашате на време. Така е. Невозможно е после извршеното гласање да се прашува да не било јасно или дали е јасно. На време се прашува. Дајте сега да видиме резултатот. Ве молам пратениците да постапуваат по редот како во оваа куќа се работи. Кога влегуваат во зградата да си земат евиденционен лист и после да можат да го достават на службите да се знае колку пратеници имаме овде. По неуспешниот атентат на председателот Киро Глигоров на 3 октомври 1995 година, привремено ја вршеше и функцијата председател на Република Македонија. Андов се занимава и со теоретски прашања од областа на економијата, со публицистика и со книжевност. Автор е на повеќе книги од областа на економскиот и политичкиот систем, како и од областа на книжевноста. Во својата 86 година, Андов годинава ја пишува својата нова книга. Книгата до атентатот и по него во 2018 година ја разбранува јавноста, а Андов тогаш изјави: кој не пишува книги, пишува тужби. Оспоруван и фален, тој не остави никого равнодушен. Стојан Андов од бракот со Марија има 2 деца, синот Бошко и ќерката Лилјана. Има 4 внуци, Ангела, Владимир, Андријан и Стојан, и 2 правнука, Димитри и Михаела.